Зависливио богат и сиромајио праведен, што стана цар. Чита Александар Станојков. Имал ово некој град еден богат човек. Како што бил прв во богатството, така бил и прв во зависта. Тој не ќел да има друг човек во градот, ни побогат од него, ни почесен. Тој не ќел да чуе за некого тиет побогат и почесен од него. Ако чуел и се научил за некого, тој не ќе заспиел, дури не му дојдел до ако. Имал еден човек во тој град што бил многу праведен и многу чесен прочуен меѓу народот. Од кога се научил богатиот и таков човек имало во градот, му клал окото и му удрил по трагот за како да го затрит, за да не се чести тој поеќе од него. Думал, шестал како да му направит и издумал еден маривет. Сопрво и натерал комшиите да се поплачат на суд за да го истерат судот од тоа мало, за дека бил многу лош и од лошотијата негова не можеле да го трпат, така да речат. Кога видел судот толку домаќини да прават давија на еден човек, веднаш заповедал да бегат од тоа мало. Многу се молил праведниот човек да не го тераат од таткоата му куќеот и едно е греота за правина да го тераат, а друго ништо лошо деко му не му сторил. Арно, ама ич можеле зборот назад да му го вратат од богатиот комшиите. Никоја ще можеле да му го вратат, чунти на местото од праведниот тие ќе одеа на сургун од богатиот. Видел, не видел справедливо сиромав, останал од татковата си куќа и од малото кај што седел и ватил во друго мало да живеет и пак честа му била на место. Арно, ама богатиот се научил и пак луѓето го честеле уште поеќе и од што бил лош во зависта и отаде, беше и надупил комшиите да го истераат. Од кога беше се научиле граѓаните од и чорбаджијата заповедал на луѓето да не го приберуваат во куќа праведнио, сите беа се уплашиле и никој не го прибирал во куќа да седи, при се што давал сиромајиот многу ќирија. Кога се видел сиромајиот од сите граѓани неќен, друго немаше што да чинит, отколку да се покауѓери. Во истиот ден беше отишол на еден манастир и таму беше се закауѓерил. Чул богатиот и си побег да си праведни од градот и тогај дури беше се успокојал Троа. Правитата и кротоста од сиромајот беше го сториле егумен и голема чест му имале кауѓерите. Беше паднал богатиот на разговор со еден човек што беше бил на манастир кај сиромајот и му кажал оти се сторил егумен и голема чест имал во манастирот. Кога чул богатиот од сиромајот се сторил егумен и поголема чест имал, тага беше му паднала на срце од големата завист што имал. Песот Христов, ја се сепев да го дема никаде, тој ти се сторил егумен. Ја чекај што ќулав ќе му скроја. Си рекол сам со себе богатиот. Думал, шестал богатиот што чаре да му напред и издумал. Зел едно рало алишта од еден питач, наврел едно рало дисаѓи на гуша, зел едно стапче враце и питајќи од село на село, отишол во манастирот. Влегол во манастирот, се представил пред егуменот, као што бил адето, и едно го видел сиромајиот богатиот и многу сиромашил, дури просек се сторил, многу го пожалел. Беше си рекол сам со себе, еди пушта човештина, лани како беше овој човек, богат, прв во градот, а годинава сиромав, дури до мајка ти осиромашил и тргнал да ти проси. И овој век скалајат, едни се качуваат, а друзи слегуваат. Го почестил егуменот богатиот да седни до него и отвориле лав муабет, го прашал како осиромашил до толку. Богатиот го лажел некако, ќе го објале светот и други лаги му кордисал. Егуменот за се што му кажал го верувал и многу го жалел. Цела недела го гоштал со најуба и гозби. Богатиот јадел, пиел и се му мислел како да му направи да го сотрит. Еден ден му рекол егуменот на богатиот да излезат околу манастир да прошетаат за да го видит од секаде манастирот, да кога ќе си оид дома да прикажуваат. Шетајќи двата околу манастиро, видел богатиот еден бунар и дошол до него богатиот, а надзрал внатре и го прашал да се научи што е и како е останат тој бунар. На муабетот згора надзрел и егуменот во бунарот.
Еве сега ќе те костам. Беше си рекол сам со себе богатио и веднаш беше го грабнал за обете нозе егуменот, та беше го врлил во бунарот. Еве сега ќе спијам ратот и го биттисав душманот што го имав. Си зел стапчето в раце и си отишол дома радосен богатиот. Егуменот паѓајќи во бунарот по повела Божја, ангел Божи беше го начекал в раце и не се убил. Од камен на камен беше се излегол надвор и тога дури беше се сетило и богатио, од завис што имал на него дошол да го убиет. Ништо друго не беше рекол, отколку Господ да го разуми и да го прости од грео што го прајал. Од тој саат Господ му даде на егуменот да познава човека што мисли и да му е мошне по рака пеењето на болни луѓе, да му пои и да оздравеат. Се прочу по тие дарби егуменот по многу страни, та одеа многу луѓе кај егуменот за здравје да најдат. Кога беше разбрал зависливиот богатот и егуменот не се удел во бунарот и луѓе лекувал, ич веќе не заспивал од мака што му идело дека честа и славата од егуменот му се намножувала. Дење, ноќе се мислел како да му направи за да го сотрит. Ама, Господ кога го крепи човека, човек нема што да му сторит, рекле стари. Во тоа време беше се поболел царот од некоја болест лоша. Сите еки му го лекувале и не можеле да го излекуваат. Чул царот за егуменот и пратил луѓе да го викаат за да го излекуваат. Дошол егуменот кај царот и со пеење и Бога молење во неколку дни беше го оздравел. Кога се видел царо оздравен, од мерата надвор беше го замилувал егуменот и од тој ден веќе беше го задржал при себе за дури да е жив. Не само за да го лекуват егуменот царот, ами за секакви царски работи да се допрашува и во неколку време, туку речи, сета царска работа беше ја зел в раце егуменот. Кога гледаше зависливиот богатот и на таа скала беше се вкачил сиромајот, му идеше со нож да се убоде сам себе од мака. За късметот од егуменот беше умрел царот и на местото од царот го клале за цар егуменот. Кога беше чул зависливиот, оти цар беше се сторил, отколку што беше му било мака, уште по мака беше му паднало, дури болен беше паднал. На секој човек беше му зборувал богатио за егумено лоши зборови и мнозина луѓе му кажувале што велел богатио. Егуменот само се чудел на неговиот лош табиет. На тоа згора, егуменот посакал да го обиди богатио и да го устрами пред целиот град за неговата лоша завис. Заповедал царот на сите граѓани да приготат некој по некој нешто бакшиш што е за јадење, ама ако е едно зрно пченица или леблебија, кабул чинел царот да му прават на царот дека секој со своја рака, како за припознавање на цар. Излегол царот на едно широко поле, наредил 2 реда војска, за помеѓу војската да врват луѓето и да одат до царот за да му даваат бакшишо на царот врак. Се навреле луѓе и секој по нешто му дал. Зависливиот богат тога беше начекал за да го сотри царот. Беше месил едно кравејче најубаво бело кога сонце да грееше, со отрувачка. И едно беше се прибрал до царот да му го дајт, царот беше го узнал од тие со отрувачка. Откако го зел кравајчето, беше го задржал до себе зависливиот богат. Го раскршил царот кравајчето, му дал на еден пес и едно го изел песот беше се отрул. Бре човече, видео ти не можеш да ме сотриш кога Господ ме крепит? Варđеш бре! Немек мавни се, од оваа севда, оти со голем грев си ја клаваш душата. Исповедај ми се бре човече, оти од сега за напред ќе се остиш од оваа севда и да знаеш оти ќе ти простам. Како му рекако? Да се оставам од оваа севда, ако рекол Господ да одречи, јас или ќе ти дојдам до акот, или ќе умрам на вешало, вака да знаеш ти сега, ако си цар. Или сега обеси ме да умрам и тебе веќе да не те гледам и да не слушам честа и славата твоја, или тебе да те нема. По секаков начин, јас дури сум жив, ќе ти го барам крајо за да те сотрам, му рекол богатиот, или да умрам. Кога му и велеше тие зборови зависливиот на царот,
Сиот народ слушал и се чудеа на неговата завис. Браќа, дали чувте и видовте зависта до која скала го донесла овој прв богаташ во нашиот град? Го заслепила зависта и се забореел ти стои пред мене, што можам да му сторам што да сакам, му рекол царот на народот. Ај, пријателе, ојми си дома и остај се од овој лош табиет, од раак нема да умреш, му рекол царот на богатиот завислив и ништо не му сторил лошо, чунки на Бога авале остаел. Прикажана од Јордана Джинот Велешанец, кога беше у нас учител, вместо проповед и пример во проповедта си пред собрана публика на училиште, во неделни дни ни прикажуваше. Многу уште друзи приказки имам од покојниот мученик, мчен од грчкиот владика Венедика, што го испадивме со едно кошкание од прилеп во црквата.